Добар ден, дневник на К3. Универзални средства за дезинфекција на поплавените домови во Скопскиот и Тетовскиот регион ќе бидат донирани од страна на членовите на Ротари клубот Куманово. Донацијата е во вредност од 76.000 денари. Истовремено продолжуваат и активностите на Црвениот крст Куманово за помош на граѓаните погодени од невремето. 300 канистри од по 5 литри универзално средство за дезинфекција, со кои ќе бидат задоволени потребите за дезинфекција на поплавените домови на 300 домаќинства, се донирани од страна на членовите на Ротари клубот од Куманово за погодените од невремето во Скопскиот и Тетовскиот регион. Сметаме дека ваквиот тип на донација после отклонување на цврстиот отпад кој што е и наносите кои што постојат во подрачјето и особено во куќите и во домаќинствата, дворовите, дека ќе биде потребно обезбедување на здрава биолошка средина за да луѓето воопшто можат полека да почнат да се враќаат во своите домови и да си го осмислуваат животот понатаму. Ние се потрудивме да обезбедиме средство кое што се користи во професионални установи, како што се болници, како што се ученички домови и да 300 домаќинства обезбедиме да можат да извршат комплетна дезинфекција на домот по настанатите поплави, по настанатата контаминација со отпадните и водите од поплавите. Донацијата е во вредност од 76.000 денари, а членовите на Ротари клубот Куманово ќе продолжат и понатаму со собирна акција на храна, хигиенски средства, ќебиња и душеци и истите ќе бидат однесени во Скопје во собирниот центар на Црвениот крст на Македонија. Од Црвениот крст на Куманово пак не информираат дека досега во Скопје се однесени 150 пакети со прехранбени производи, 150 пакети со средства за хигиена и околу 1000 пакети вода, а наскоро ќе биде однесена уште една пратка со дополнителна помош. Истовремено екипа од 5 волонтери е ангажирана на терен во поплавените скопски подрачја. Во Црвениот крст во Куманово се пријавиле 2 семејства од Сингелич кои привремено се сместени кај роднини во Куманово и на кои од страна на Црвениот крст им се обезбедени пакети со прехранбени и хигиенски производи. Активностите на Црвениот крст Куманово продолжуваат и во наредните денови, се додека има потреба од помош за погодените од поплавите. Општинската организација на Црвен крст од Крива Паланка испрати хуманитарни пакети во настраданите подрачја во Скопско, а тимот за одговор и дејствување при катастрофи од Крива Паланка од утринава е на терен во општина Гази Баба, каде во координација со надлежните помага за санирање на последиците од невремето. Хуманитарни пакети со конзервирана храна, хигиенски намирници, пелени за деца и вода, најнеопходните средства за населението од подрачјата во Скопско зафатени во невремето согласно препораките се собрани на отворениот пункт на Црвен крст Крива Паланка изминатите 72 часа. Согласно добиените насоки од Црвен крст на Република Македонија и надлежните институции, Општинската организација на Црвен крст во Крива Паланка, следејќи го бурно моментите на по случувањето на катастрофата, одговоривме доследно на зададениот предизвик. Значи, во текот на денот кога веќе започна да се санираат последиците, Општинската организација подели флари со кои ги запозна граѓаните дека во текот веќе на утрешниот ден, зборувам за понеделникот, ќе се отвори соберен пункт на кој можат тие да ги дадат оние моментално најпотребни средства. Средства за хигиена, дезинфекција и вода. Но согласно добиените насоки во овој период, бидејќи веќе се почна санирање на одредени делови, на одредени штети, така да мислам дека најпотребно на тие луѓе ќе ни бидат парични средства. Пешовски истакна дека собирната акција е успешна, а граѓаните се уште доаѓаат во просториите каде е стациониран пунктот и донираат средства. Рече Кривопаланчани како и многу пати досега ја покажале својата хуманост на дело. Да, значи, поголемите собственици од општината во заедничка корелација, нивната донација се состоеше во уплата на сметките за фонд на солидарност. Општинската организација на собирниот пункт досега има соберено 16.900 денари. Покрај помошта со материјални средства, Кривопаланчани се и директно вклучени во акциите во Скопскиот регион, каде во координација со Црвен крст на Република Македонија и надлежните институции пружаат помош за санирање на штетите. Тимот за одговор дејствување при катастрофи веќе од изутрина е на терен во загрозеното подрачје на распределна задача и за помош во основното училиште Наумно Умовски Борче во општина Гази Баба. На терен се 5 члена на тимот за одговор и дејствување при катастрофи кои се распоредени на задачи согласно потребите. Во
досегашните активности на Црвен крст Крива Паланка беа вклучени клубот на пензионери, клубот на млади и тимот за одговор и действување при катастрофи, а според Пешовски, сите капацитети на општинската организација се на располагање, а човечките ресурси во приправност за се што ќе биде неопходно во предстојниот период. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски одржа координативен состанок со градоначалниците на општините од Скопскиот плански регион за дополнително интензивирање на расчистувањето на последиците од катастрофалното невреме кое што го зафати Скопје. Сојузот на синдикати на Македонија потпиша спогодба со која што работниците од поплавените подрачја во Скопско ќе имаат 7 слободни денови. Градоначалникот Трајановски побара од општините да се вклучат со дополнителна помош, и тоа хуманитарна помош како главен приоритет, работници и механизација. Во однос на механизацијата, Трајановски информираше дека на терен се потребни мали камиони скипери. Градоначалниците од општините од Скопскиот плански регион истакнаа дека нивни екипи се веќе активни на терен и дека ќе пратат и дополнителна помош, а исто така ќе апелираат и приватните фирми со кои соработуваат за да се обезбеди дополнителна механизација. Екипите на град Скопје ќе останат во погодените подрачја се додека не се создаваат услови граѓаните да се вратат во своите домови. И покрај тоа што МВР не го потврдува случајот, според објавата на АЛСАД по 4 дена од невремето, Бесин Весели пронајде мајка и ќерка живи во кал и успеа да ги спаси во скопската населба Сингелич. Поради големото невреме во саботата калта ги заробила мајката и незината 4-годишна ќерка, а биле пронајдени живи од страна на Бесели кој успеал да ги спаси и тие се пренесени во болница. Пронајдените во кал најверојатно од голем шок и стрес не биле во состојба да зборуваат, но се претпоставува дека се од Албанија. За мајката се уште е непознато како се вика, а девојчето се вика Венера. Сојузот на синдикати на Македонија соопшти дека заедно со Организацијата на работодавачи на Македонија потпишале спогодба за измена на општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството со која во случај на елементарна непогода бројот на слободни денови се зголемува од 3 на 7 дена. Со спогодбата е дадена и можност бројот на слободни денови дополнително да се зголеми во случај на прогласувањето вонредна или кризна состојба, поради елементарни или друг вид непогоди. Ваквата измена на општиот колективен договор, како што појаснува синдикатот, е направена имајќи ги предвид последиците од елементарната непогода која ја погоди Македонија во саботата. Природниот феномен дождовна бомба кој го погоди Скопје не е вообичаен за територија на Република Македонија, но е чест феномен низ остатокот на светот, каде доаѓа до мешање на топли и студени воздушни маси. Денеска попладне повторно се очекува невреме со пороен дожд, грмежи, силни електрични празнења и со силен ветер. Попладне се очекува да има локален пороен дожд, грмежи и умерен до засилен северен ветер, особено во северните и во источните делови. Во вечерните часови локално процесите ќе бидат изразени во форма на невреме. Елементарната непогода која што го зафати Скопје и неговата околина, особено Стајковци, Синđelić, Смилковци и Рачиново, однесе 22 човечки жртви. Многумина останаа без најблиските, без крув над главата и со трагични спомени од невремето кое што ги затече. Граѓаните по невремето од Скопско и особено подрачјата офатени со поплавите пријавуваат штети и до осигурителните компании, иако информациите оттаму се дека мал број од имотите се осигурани. К3 истражуваше колку граѓаните осигуруваат имоти од различни елементарни непогоди. Македонците немаат навика да го осигуруваат имотот. Најголем дел од граѓаните го осигуруваат имотот само кога земаат хипотекарни кредити од банките. Како што ни појасни од осигурителната компанија, најголем број на граѓани земаат осигурување за автомобилска одговорност. Многу е мал бројот на граѓаните кои го осигуруваат својот имот. Упати апел до сите граѓани да се информираат за осигурувањето околу имотот, бидејќи не постои ниту едно добро кое не е загрозено од секојдневните ризици, кои се закануваат да нанесат голема штета на сето она што макотрпно сте го создавале со години. Најпрвен би сакала да изразам сочувство до семејствата на настраданите во поплавите што се случија во саботата во Скопје. Јас само би сакала да апелирам до граѓаните да си го осигураат својот имот, бидејќи се работи за незначителни суми. Пример ќе земеме за едно стамбено осигурување, значи
од 40 метри квадратни површина, стамбена површина, изнесува 1650 денари годишно. Значи, во тој пакет на осигурување спаѓаат сите ризици, значи тука спаѓа и поплава, кражба, пожар, град, значи и стварите во станот се е осигурано, така да мислам дека секој би можел да издвои толку малку средства за да заштити нешто што навистина ние се во животот. Штетата на возилата кои се осигурани само од автоодговорност не се осигурани од штети од поплава и осигурителните компании нема да ја покријат. Овој тим на осигурување покрива само штети што возачот ќе ги направи кон трето лице. Во поплавите што се случија во Скопје, од Сабајле контактирав со нашите колеги, има осигурано куќи кои што веќе си ги пријавуваат своите штети и кои што сигурно ќе бидат обештетени. За возилата исто така сакав да кажам, бидејќи имав овие денови луѓе, значи наши сограѓани кои што во тој момент се нашле во Скопје и им се поплавени возилата, значи доколку имаат каско осигурување, да, може да бидат обештетени, меѓутоа само со автоодговорност осигурителни компании нема да може да ги обештетат. По поплавите кои ги зафати Скопје и околината, се поголем број на граѓани се заинтересирани и бараат информации за осигурување на својот имот. Голем број на осигурителни компании нудат осигурување на имоти, осигурување на посеви и плодови, здравствено патничко осигурување, каско осигурување на возилата и автомобилска одговорност. Во рамки на програмата Општинско корисна работа 2016, локалната самоуправа на општина Кратово објави јавен оглас со повик до сите евидентирани навработени лица до областа на физичко и музичко образование, социјалната сфера и психологијата за вклучување во проектот Заедно сме посилни. Трета година поред, општина Кратово во соработка со Агенцијата за вработување на Република Македонија и Програмата за развој на Обединетите нации ја реализира програмата Општинско корисна работа. Годинава преку проектот насловен Заедно сме посилни, ќе се реализираат активности грижа за стари лица изнемоштени во домашни услови, на дополнување на воспитно-образовната дејност во воспитно-образовните изгрижувачки установи со активности од областа на физичката и музичка уметност, на дополнување на човечкиот капитал во општината со патролен социјален работник и патролен психолог. Проектот Заедно сме посилни е предвидено да трае 6 месеци, започнувајќи од 1 септември 2016. Во рамките на овој проект ќе бидат ангажирани 9 невработени лица и тоа 5 даватели на социјални услуги на стари изнемоштени лица, односно негователи, како и по еден соработник за физичка култура, соработник за музичка култура и по еден патролен социјален работник и патролен психолог. Општината објави јавен повик до сите евидентирани невработени лица за вклучување во програмата Општинско корисна работа, а оглас е објавен и во Центарот за вработување Кратово и Центар за социјални работи Кратово. Сите заинтересирани граѓани кои би сакале да ги користат услугите од активноста грижа за стари и изнемоштени лица во домашни услови, може да се информираат и пријават во општина Кратово, откаде истакнаа дека заради подобра информираност на заинтересираните невработени лица, како и на крајните корисници, на 16 август во 11 часот ќе биде организирана информативна средба во општинската сала. Интензивно се работи на продолжување на локалниот пат кон планинскиот туристички локалитет Калин Камен, кој е во должина од 2 километри. Инаку претходно успешно заврши изградбата на патот во село Жидилово и патот кон манастирскиот комплекс Свети Јоаким Осоговски, каде се очекува уште да биде поставена еластична ограда. Интензивно се работи на подобрување на патната инфраструктура во Кривопаланечко. Со средства од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој и средства од локалната самоуправа се гради патниот правец кон планинскиот туристички локалитет Калин Камен, од местноста викана Ловечка куќичка до езерцето, која е во должина од 2 километри. Претходно успешно заврши изградбата на локалниот патен правец во најнаселениот дел на село Жидилово, кој веќе е пуштен во употреба, додека пак изградениот пристапен пат кон манастирот е затворен за сообраќај, бидејќи се очекува поставување на 700 метри еластична мрежа со цел поголема сообраќајна безбедност. Тоа се проекти кои се финансирани од
Агенцијата за финансиска поддршка од владата на Република Македонија и дел од општината Криа Паланка, како што еве и граѓаните може да видат, проектот, значи патот до манастирот Свети Јаким Осоговски е завршен е и патот во село Жидилово 1 километар. Сега интензивно се работи на продолжување на патот према Калин Камен 2 километра и потоа ќе имаме уште 1 километар, тој оди преко североисточниот регион. Во консултација со надзорот и со стручните служби од општината, утврдивме дека е неопходно да биде поставена еластична ограда на патот и заради тоа го забранивме на некој начин за употреба. Јавната набавка за еластична ограда заврши, го потпишавме договорот. Патот кон манастирскиот комплекс и откако официјално ќе биде пуштен во употреба, ќе важи забраната за сообраќај на тешки моторни возила. Тој пат ќе биде забранет за користење на тешки моторни возила, затоа што доколку се користи, се работи за асфалт од 7 сантима, доколку се користи од тешки моторни возила, ќе биде упропастен. Планинарска екипа од Сдруженијето за планинарење и заштита на планината Калин Камен од Крива Паланка викендов се искачи на 7 рилски езера на планината Рила во соседна Република Бугарија. Една од најголемите туристички атракции на Балканот, 7 рилски езера беа најнов планинарски предизвик на 40 члена планинарска екипа од Кривопаланичкото здружение Калин Камен. Искачувањето на највисокиот врв на 7 езера на надморска височина од 2600 метри беше успешно, истакнаа од таму. Условите за планинарење беа исклучително поволни, со температура на воздухот од 17 степени Целзиусови. Нашите планинари, кои беа во мешан состав со најмлад учесник од 10 години, без проблеми ја совладаа рилската патека и уживаа во божествената гледка на езерата Рибно, Долно, Трилистно, Близнак, Око, Бубрек, Ледено езеро. Изјави Драган Величковски од организацијскиот одбор на Сдруженијето за планинарење и заштита на планината Калин Камен. Тој информираше дека годинава се реализирани 15 на акции, од кои 4 меѓународни. Последната била на највисокиот врв на Пирин планина Вихрен. Тој истакна дека е особено горд што за релативно краток период постоење, околу 20 на месеци, зад себе имаат бројни интернационални, регионални и локални акции кои ги реализираат во соработка со нивните пријатели, колеги планинари од Сдруженијата од соседните општини и држави. Според годишниот план на Сдруженијето следува меѓународното искачување на Руен, кое го организираат како традиционална акција. Сдруженијето за планинарење и заштита на планината Калин Камен брои 60 постојани членови, од кои најмладиот е 10 годишен активен планинар. Пред 3 дена во меморијалниот центар на Аснон во Пелинце се одржа меѓународниот еко хепенинг кој е во организација на Сдруженијето на пензионери од општина Куманово. Поради случувањата во Скопскиот регион и тешката ситуација со која што се соочија голем број на семејства, прилогот во овој дневник. Меѓународниот еко хепенинг кој е во организација на Сдруженијето на пензионери од Куманово се одржува традиционално секоја година во меморијалниот центар Аснон во Пелинце. Како што најавивме, настанот се одржа пред 3 дена, но не го објавивме поради сериозноста на ситуацијата со која се соочија голем број на семејства зафатени од силното невреме. За Сдруженијето средбата оваа година е од особено значење. Воедно, колешки и колеги и драги гости, и Сдруженијето на пензионерите, кое е формирано во 1946 година, врсник на Сојузното Сдружение, и исто така прославува свој 7 децении од своето активно работење. На манифестацијата присуствуваа гости од многу градови од Македонија, представници од Сдружение на пензионери од соседните држави Бугарија и Србија и градоначалникот на општина Старо на Горичане, која активно соработува со Сдруженијето од Куманово. Јас се надевам, значи, овој традиционален собир ќе продолжи понатака. Само да кажам, значи, освен што го имаме Пелинце, кој се наоѓа, значи, меморијалниот центар Пелинце, кој го видел добре, кој прва доаѓа, нека повели да види, посебно посетете го меморијалниот центар, каде што се ударени темелите, значи, на државноста на Република Македонија. Само да кажам дека и во општина Стара Горичане имаме, значи, уште други монументи, значи, уште други споменици,
на културата кои можете да ги посетите. И ние сега на 19 славиме 70 години од постоење и би сакала сите тоа да може да го доживеат во здравје и среќа, да слават убави работи, а оние тажните да бидат заборавени. Сдруженијето на пензионери од Куманово важи за едно од најактивните, а секоја година станува побројно. Пороен дожд проследен со град и со грмежи го погоди западниот дел на Србија. Во Канада е ликвидиран осомничен терорист. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган им поставил ултиматум на Соединетите Американски држави да изберат меѓу Турција и исламскиот проповедник Фетулах Ѓулен. Пожари во Португалија и Франција. Поројниот дожд проследен со град и грмежи кој го погоди западниот дел на Србија предизвика штети на патната инфраструктура и на земјоделските насади. Најпогодени територии од невремето биле општините Чачак, Горњи Мелановац, Пожега, Косјерич, Бајна Башта и делови од Лучане, а според податоците на метеоролозите наврнали и до 60 литри дожд на метар квадратен. Како што јавуваат српските медиуми, поради поројните доштови поплавени биле дел од улиците во општините, како и подрумите на повеќе стамбени објекти. Канадските медиуми објавија дека во акција на канадската полиција во градот Стратрој бил ликвидиран осомничен терорист. Акцијата била спроведена откако полицијата добила доверлива информација за потенцијална терористичка закана во град во провинцијата Онтарио. Полицијата засека официјално не го соопштува идентитетот на осомничениот терорист. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган им постави ултиматум на Соединетите Американски држави да изберат меѓу Турција и исламскиот проповедник Фетулах Ѓулен, кого Анкара го обвинува дека е организатор на обидот за воен удар во земјата на 15 јули. Порано или подоцна Америка ќе мора да избере или ќе се реши за пучистичката терористичка организација на Фетулах Ѓулен или за демократската држава Турција, изјави Ердоган. Турција бара САД да и го екстрадира Ѓулен, кој од 1999 година живее во доброволен екзит во американската сојузна држава Пенсилванија. Но Вашингтон нагласи дека ќе се согласи на тоа само ако добие недвосмислени докази дека проповедникот е поврзан со обидот за преврат. Најмалку 4 лица загинаа во шумските пожари што веќе 2 недели беснеат во Португалија. Еден од најголемите пожари се случил во градот Фуншал на островот Мадеира, при што загинале 3 лица, а приближно 300 се повредени. Илјадници луѓе се евакуирани. Четвртата жртва е шумар кого го зафатиле пожарите лоцирани на 150 на километри северно од Лисабон. На 4500 пожарникари учествуваат во гасењето на пожарите на разни места во Португалија. Властите побараа помош од Европската Унија. Шумски пожари беснеат и во Јужна Франција, каде 2 лица се повредени, а 2260 хектари земјиште се опожарени во близина на Марсеј. Од 22 па до 26 август на градското фудбалско игралиште во Крива Паланка ќе врие како во кошница. На програмата е летната фудбалска школа Open Fun Football. Веќе традиционалната спортско-рекреативна манифестација овој пат на едно место ќе собере околу 220 дечиња на возраст од 7 до 12 години, а секако со нив ќе работат и 15 на инструктори. Оние кои досега биле дел од забавната летна школа знаат дека истата е по иницијатива на данска организација за соработка меѓу различни култури и Фудбалската федерација на Норвешка. Меѓутоа во нашата земја координатор е канцеларијата на Open Fun Football Македонија. Секако на терен неопходна е практична поддршка од локалните власти, па не случајно општината се јавува како главен покровител на манифестацијата. Меѓу другото и поради ова почетокот на школата официјално ќе го означи градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски. Организаторите на Open Fun Football настанот го опишуваат како еден вид хуманитарен проект во кој преку интересни игри и педагошки забавен фудбалски концепт се промовира нешто многу поголемо.
а тоа е процесот на демократизација, мир, стабилност и социјална кохезија во регионот. Идејата е да се зближат луѓе од сите возрасти и поднебја со различни етнички и социјални позадини. На најмладите да им се даде поттик, самодоверба и чувство на сигурност во средината, а се тоа преку универзално популарната игра и најважна споредна работа на светот, фудбалот. Преувањето е до 20, квотата која за жал е ограничена експресно се пополнува. Се очекува повеќе од 220 момчиња и девојчиња со страст за бубамарата да го окупираат тревникот, да учат и одлично да се забавуваат. Во исто време најмладата популација ќе биде опфатена со повеќе вакви фудбалски кампуси низ цела Македонија. Како и досега, сите учесници ќе добијат опрема со логото на манифестацијата, капа, маичка и уште некој скромен подарок, а на крајот и дипломи за успешен завршен курс по фудбал. Повремениот македонски репрезентативец Езгијан Алиовски игра во одлична форма за Лугано на стартот на новата сезона во најсилниот швајцарски шампионат. Откако го начна Young Boys во второто коло, Алиовски погоди и во четвртото против Сион, поточно во 2 наврата ја тресеше гостинската мрежа во победата од 3-1 за Лугано. Прво погоди во 23-та минута од пенал, кога и го отвори резултатот, за да потоа во 67-та минута стави точка на победата. Македонецот има постигнато 3 од вкупно 6 погодоци на Лугано во оваа кампања, во која што клубот има ефект од 2 победи и 2 пораза. Македонскиот интернационалец Музафер Ејупи ја промени својата клубска средина, како и да остана во Хрватска. Се пресели од Славен Белупов во Осијек, чиј член од летово е повремениот македонски репрезентативец и поранешен фудбалер на Работнички Милован Петровиќ. Ејупи со Осијек потпиша 3-годишен договор до 2019 година, а сумата која Славен ќе ја добие за трансферот е непозната. Напаѓачот во својата досегашна кариера има настапувања за Вардар, Металург, Карталспор, Шкендија, Турново и Сонгла Юнајтед од Тајланд. Оваа сезона во италијанската серија ќе настапува уште еден македонец. Илија Несторовски, кој од Интер Запрешич, се пресели во Палермо, каде пак го дочека Александар Трајковски, кој веќе зад себе има една сезона во составот од Сицилија. Несторовски остави добар впечаток во подготвителниот период во новата средина, а за тоа говори изјавата на првиот човек на клубот, Маурицио Зампарини, кој го спореди нашиот репрезентативец со легендарниот италијански напаѓач Филипо Инзаги. Првиот официјален предизвик во новата сезона Трајковски и Несторовски ќе го имаат в петок во италијанскиот куп, каде со Палермо ќе излезат на Мегдан против Бари. Македонскиот пливач Марко Блажевски на Олимпијадата во Рио де Жанеиро постави нов македонски рекорд во дисциплината 200 метри мешано. Тој во квалификациите на Олимписките игри во Рио исплива време 2 минути 2 секунди 54 стотинки, што е за 44 секунди подобро од неговиот рекорд поставен пред помалку од 1 месец во Гронсборо. Во оваа дисциплина беа пријавени 30 пливачи, а Блажевски го освои 26-то место во конкуренција на 27 пливачи, бидејќи тројца не се појавија на стартот. Од македонските спортисти следен што ќе настапи на игрите во Рио ќе биде атлетичарот Ристе Пандев во квалификациите на трката на делницата 100 метри. Македонскиот кошаркарски шампион им зете Скопје Аеродром во новата сезона ќе има уште двајца нови играчи во својот состав, Джеремаја Мейси и Јуре Лалиќ. Двата трансфера беа објавени на интернет страницата на клубот. Американецот со македонски пасош Мейси, кој има 202 см, официјално стави подпис на едногодишен договор со актуелниот првак. Игра позиција крило. Мейси е поранешен репрезентативец на Македонија, играше во квалификациите за Европското првенство 2009 и на шампионатот што се одржа во Полска 2009 година. Одигра вкупно 12 надпревара во македонскиот дрес, имаше просек од 12,7 поени по надпревари, 5,4 скокови. Во редовите на МЗТ Скопје Аеродром ќе настапува како македонец, што нема да биде од посебна важност во АБА лигата и во Еврокупот, каде што нема ограничувања, но ќе биде значајно во домашните надпреварувања, во кој нема да влезе во квотата предвидена за странски засилувања. Покрај Мейси, ново име е и хрватскиот интернационалец Јуре Лалиќ, кој што е висок 211 см. Игра на позицијата центар, додека лани го носеше дресот на словенечката екипа Крка. Предходно има играно и за Задар, белгиска Шарлоа, Унион Олимпија Цибона, бугарски Лукойл Академик и за полска Зелена Гора. Предходно во редовите на шампионот беа ангажирани американецот Џош Скот, холандјанецот Шарлон Клов, србите Ѓорге Дреноваc и Урош Лучич, како и македонскиот репрезентативец Марко Симоновски. Олимпискиот шампион Мексико и Аргентина го завршија настапот во Рио де Жанеиро.
Мексико синоќа во дуелот од третото коло од групата загуби од Јужна Кореја, а Аргентина одигра нерешено со репрезентацијата на Хондурас. За разлика од нив, домаќинот Бразил убедливо ја победи Данска и се пласираше во четвртфиналето. Во четвртфиналето ќе играат Бразил против Колумбија, Јужна Кореја со Хондурас, Нигерија против Данска и Португалија со Германија. Селекторот на Аргентина Едгардо Бауса во Шпанија ќе разговара со Лионел Меси за да го договори за настап во фудбалската репрезентација на гаучосите. Меси со поразот на Аргентина од Чиле во надпреварот за континенталниот наслов се пензионираше од настапите за репрезентацијата на гаучосите. Бауса седна на клупата на Аргентина, која што претходно ја предводеше селекторот Херардо Мартино. Аргентинецот ја подготвува репрезентацијата за надпреварот против Уругвај, зашто му е потребен и Меси. Бауса претходно истакна дека ќе успее да се договори со најдобриот фудбалер на репрезентацијата на гаучосите. Одбранбениот фудбалер Томас Вермален од Шпанија се пресели во редовите на Рома. Вермален предходните сезони беше повреден, како и да е со настапите на Nou Camp се истакна за преселба во Рим. Шампионот на Шпанија го доведе Вермален од Арсенал во 2014 за 19 милиони евра предходната сезона. Вермален настапи во 12 надпревари, додека Луис Енрике му дозволи да се пресели во Рома. Во редовите на Волчицата доаѓа со преселбата на Костас Манолас од Грција, кој што ќе настапува во Премиер лигата за околу 30 милиони евра. Денеска попладне повторно се очекува невреме со пороен дожд, грмежи, силни електрични празнења и со силен ветар. Тоа беше се што подготвивме за вториот дневник, почитувани гледачи. Бидете со нас и во 20 часот. Пријатно попладне.